На 10 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од емисијата. Слушаме прекрасна музика во позадина. Тоа е всушност и најавата за разговорот кој што следува. Македонска е новата инструментална песна на Гуру Харе, инспирирана од народното творештво, но го носи препознатливиот блуз призвук кој што е карактеристичен за Игор Атанасовски и Харе. После прекрасната реприза и албумот направен со повеќе македонски изведувачи за кои што претходно сме зборувале детално во емисијата Play Cafe, сега представуваме сосема поинаков стил, на некој начин па и беше малку изненадување убаво за публиката. Оваа песна веќе ја слушате па повеќе од една недела на 904 FM, а деталите околу незиното создавање ги дознаваме токму од Гуру Харе. Харе да позборуваме за народното творештво кое што ве инспирира, освен блуз призвукот по кој што сте препознатли в годиниве наназад. Публиката која што ве познава подобро знае дека сте голем почитувач и влюбеник прво на македонскиот јазик, а и во народното творештво кое што ни е оставено како дар кој што треба да го негуваме. Прво, добар ден. Поздрав до сите стружени, до сите ваши слушатели на Play Radio. Мило ми е дека ете имаме повторно убав повод за разговор. Благодарам за тоа што секогаш сте тука кога ќе има нешто ново интересно. Ова колку изненадување, толку и не е. Вред, досега е малку жанровски поинаку, нешто поинаку од она што го создавав. За прв пат работам со млади музичари, Александар Јовевски, голем мајстор на кавал, Радко Даутовски, тој е синот на познатиот Драган Даутовски, свири перкусии, Филип Димишковски на клавиатури. Ете, музичари со кои прв пат соработувам и музичари кои доаѓаат повеќе од етно, да кажам, од тој свет. Намерно ги избрав така, за да направиме една фузија, бидејќи она што јас го свирам си има еден мој белек, нели? Так. Веќе со гитарата и ова сакав да направиме нешто базирано на фолклорот, но сепак да не биде цитат. Тоа е моја авторска композиција и аранжман. И ете, настана македонска. За оние што подолго ја следат мојата кариера, знаат дека во минатото имав соработка неколку годишна со Бодан Арсовски, СГ оркестра, Пете Атанасовски, нашиот бард, кога се работи за фолклорната музика, така што и тој терен не ми е, да речам, непознат, меѓутоа ете, токму сега се случи да излезе песната и ете, тоа е. Така, споменавте дека за прв пат соработувате со Александар Јовевски на кавал, Радко Даутовски на аудиралки, Филип Димишковски свири на клавир и снимено и продуцирано во студиото Тралала на Мите Димовски. Кажете ми како течеше соработката, се поврзавте ли музички доволно брзо за да се разберете меѓу себе што сакате да создадете, односно колку лесно им ја пренесовте идејата на овие музичари? Многу убаво прашање. Јас досега воглавно работам со музичарите од рок-н-рол светот, нели, веќе комуницирам со тој јазик. Искрено не знаев како ќе тече таа соработка и баш тоа колку брзо ќе успеат да ме сватат што тоа сакам да направам и како да ги поканив, прифатија веднаш, изнајми и мислам дека веќе после првите 30 минути откако им ја демонстрира песната, тие веќе ја засвиреа и беше изненаден од нивната брзина, професионалност и вештина, така што целата соработка беше кој што сам да се посака. Така. Многу брзо се разбравме, бидејќи имав точно композицијата искомпонирана, нели? И потоа онај дел кај Мите Димовски кој е и студио Тралала, кој е студио каде што најчесто работам и најголем дел од моите дела ги имам создадено. Малку не кочеше целата пандемија, значи почнавме во август минатата година и моравме да снимаме еден по еден. Првичната замисла и желба ми беше целиот оркестар да биде одеднаш снимен, меѓутоа во тој период беше неизводливо едноставно и работевме еден по еден, но резултатот е, барем за мене, многу и повеќе од задоволителен. Така, прекрасен е резултатот со оглед на тоа дека и реакциите на публиката се многу позитивни. Вие досега практично преточивте во музика
која што допира до слушателите се што сте почувствувале. Вие сте еден од оние ретки внимателни, грижливи музичари кои што имаат и трпение и знаат да чуваат песна и по 10 години, па да ја промовираат тогаш кога и дошло вистинското време. Кажете ми зашто е време сега, што е следно? Па еве, да ти кажам, бидејќи ме следите, во творештото ќе ви откријам ексклузивно дека работам 2 композиции уште, паралелно, повторно во студиото Тралала. Така. И само ќе откријам, едната е авторска моја композиција, а едната е преработка на една прекрасна песна од Зафир Хаджиманов. Така. Песна што ја почнав уште во ноември, во меѓувреме Зафир почина, нели? Так. Да. Не беше тоа мотивот за да ја направам, едноставно веќе беше почната, но сега ќе добие можеби како една почит сакам да оддадам, бидејќи тоа е лик пејач кој во детството ми беше секогаш симпатичен, ведар и има многу убави песни, од кои јас едната ја избрав, еве нема да ја откријам која е, само кажувам дека е негова песна, направив во мој својствен стил блуз аранжман, така. Ќе ја испеам јас и работиме во Тралала, деновиве повторно се активиравме и полека, мислам дека ќе има до есен не една, туку 2 промоции. Така, прекрасно и за вашата авторска, но сега размислувам на некои од песните на Зафир Хаджиманов и која и да сте ја избрале во ваша изведба и во ваш стил, ќе биде тоа доста интересно и убаво да се слушне. Нешто што е желба не само моја, туку и на многу стружани. Дали можеби летово ќе имаме можност овде да ве слушаме во живо со оглед на тоа дека и бројките и состојбата со COVID-19 некако ни дава надеж дека оваа приказна завршува и дека ќе се вратите на сцена таму каде што ви е местото. Па ништо, мислам дека нема нешто што повеќе го посакувам и јас и колегите. Тоа е тоа што сакаме летово, да може да свириме повторно, бидејќи ова беше една исцрпувачка година, како финансиски, така и психолошки, во секој сегмент. Така. И на крајот на краиштата мислам дека неправедно бевме еснав кој најмногу пропати некако за ова година и пол, некако најмалку мислеа на нас. Но и јас имам чувство дека најлошото е зад нас, барем посакувам да е така и се надевам искрено на најбрзо доаѓање во струга, дали приватно, а уште поубаво ако може тоа да биде поврзано и со некаков настап. Така, да направите една комбинација на приватно и професионално, ќе ни биде задоволство да ве слушаме во живо. Ние секако ќе искомуницираме повторно за она што го најавивте дека снимате своја авторска песна и една преработка од делата на Зафир Хаджиманов. Навистина убава најава која што не израдува. Ќе слушаме и на есен нешто неубаво од вас. Ви благодарам за овој разговор и благодарам што секогаш сте достапни за Плей Радио. Дека ви благодарам и вас на вниманието, си ги поздравувам моите драги пријатели во струга и до скоро слушање и и во лично можеби гостување токму летово повторно. Так, дефинитивно ќе имаме еден убав разговор во студиото на Плей Радио ова лето. Сега за овој разговор го завршуваме со реприза. Дали веруваш во чудо? Дали ме